На третиот ден од празникот Божиќ, Светата православна црква го празнува споменот на светиот архидјакон и првомаченик Стефан. Тој е наречен првомаченик затоа што прв настрадал за Христовата вера. Свети Стефан секогаш се слави на 9 јануари и е една од поголемите слави, а како именден го празнуваат Стефан, Стефанија, Фанија, Фанка, Стојан, Стојанка, Стојмен и слично. Раѓањето Христово деновиве ги наполни православните храмови ширум земјава. Во соборниот храм Свети Никола на светата литургија на која чиноначалствуваа свештени лица од Кумановско-Осоговската епархија и во чест на Бадник и по повод Божиќ присуствуваа голем број на верници. Самиот ден Бадник не е празник и не можеме да си го честитаме со зборовите честит Бадник. Бадник е денот пред празникот, денот за последните приприеми пред празникот. Затоа нашето внимание ќе го насочиме кон раѓањето Христово. Раѓање бестрастно во времето од Пресветата Дева Богородица на оној кој предвечно надумно се раѓа од Бог и Отецот. Несмесливиот во чии преградки почива се што е создадено. Се смести во отробата на Дева и од неа се вооплоти како Богочовек почива во преградките на својата пречиста мајка. Останувајќи совршен Бог, единородниот Син Божи стана совршен човек, земајќи ја на себе секоја наша тага, секоја наша болка, страдање и смрт. Дојде и стана човек за ние да станеме богови по благодат и чеда Божи. На Бадник, токму од предсоборниот храм Свети Никола, тргна и бадниковата поврка со дечиња кои што движејќи се по улиците во централното градско подрачје ја пееја песната Вечниот Бог. Сите деца во рацете носеа символични витлеемски ѕвезди, икони и Бадникова пештера. Во Куманово по 8 пат бадниковата поврка е во организација на Сдруженијето Бадникови поврки, поддржана од хуманитарното здружение Крепост. Ова година се 8 поред Бадникови поврки. Во Македонија се во 62 града оваа година. Претходните 2 години паузиравме, нашата мисија беше само хуманитарна, меѓутоа пошто помина состојбата, критичната состојба со вирусот, ние оваа година повторно ги вративме дечињата на улиците и многу сме среќни што така ечеше песничката Вечниот Бог по Кумановските улици повторно. За Бадник хуманитарната организација Крепост заедно со Бадниковите поврки организираме заедничка акција да го заживееме срцето на Куманово. Предвесниците на Христовото раѓање, малите бадникари, отидоа да се вале на литургија, потоа се собраа заедно во црквата Свети Никола во Куманово и сите заедно во една огромна поврка за мое лично изненадување. Направи еден круг низ градскиот плоштад и дојдоа торжествено да го прославиме Христовото раѓање. Тука е големата пештера, што ја направи нашиот уметник Мире Величковски, кој што е донација на сите нас тука. Децата пеат, се слуша песната Вечниот Бог, се делат звездички, колачиња, сокчиња. Крепост традиционално, како секоја година, изненади преку 50 на семејства од социјален карактер. Подготвиме традиционалната Бадникова трпеза, се што е потребно да го прославиме Христовото раѓање. Обезбедивме гравче, зелка, ориз, хигиенски производи, хемиски производи, шекер, сол, зејтин, под покрителство на сите донатори кои што сакаат да останат анонимни, семејства и компанија од Куманово, за кои што искажуваме огромна благодарност. Крепост е тука во Куманово, ние сме една организација која што во духот на православието ја негува традицијата да помагаме на некои што се посиромашни од нас и навистина секоја година хуманото срце на Куманово да биде што поголемо. Празнични подароци беа подготвени за околу 300 деца и Бадниковата пештера, изработена од уметникот Мире Величковски, беше поставена на градскиот плоштад.